Личноста и делото на велешанецот Ганчо Хаджипанзов представуваат трајни вредности во светлите традиции на непокорниот македонски народ. А тој е негов голем син од плејадата заљубеници во вистината и правдината, визионери и фантазери, сонцелюбиви синови на македонската самобитност и непокор. Хаджипанзов е роден во 1900 година во Велес, во видно трговско семејство. Татко му Иван по убедување бил социјалист-федералист, секогаш во редовите на напредните младинци од гимназијата и Трговската академија во Солун, каде што го оформува своето образование. Во Велес ја продолжува семејната трговска традиција, одржувајќи врски и соработувајќи со трговци и учени луѓе од Париз, Цирих, Виена, Будимпешта, Грац и други европски градови. Најстариот син Ганчо покажувал голема наклонетост кон читањето и книгата. Од богатата домашна библиотека, омилена лектира на идниот поет ке бидат делата на Вилон, Иго, Вињи, Волтер, Ботев, Njegош, Крлежа и други. По завршувањето на основното училиште, Ганчо своето школување го продолжува во Велешката гимназија, но само за кратко. Во 1922 година од неа се исклучени повеќе напредни ученици, кои гласно го искажуваат својот револт против негирањето и непризнавањето на македонската национална посебност. Така, своето школување ќе го продолжи во Поштенско-телеграфското училиште во Скопје. Ганчо Хаджипанзов својата револуционерна дејност ќе ја започне уште во ученичките клупи, кога и започнува да биде постојано следен, прогонуван, затворан и малтретиран од властите и полицијата. Низ тоа макотрпно секојдневие, тој ќе се исчеличи во истакнат и преден револуционер и комунист. Особено значајни на тој план се годините 1922 и 1923, кога Ганчо ја разбира и ја развива во себе свеста на интернационалната мисла и акција. Секогаш со него се најблиските пријатели Тодор Шоптрејанов, Лази и Митко Богдан, Илија Панов и Коцеванов. Светот е немирен. Него го исполнува мирис на бунт и револт, на војни, убивања и терор. Што се однесува до македонскиот народ, историјата кон него имаше само улогата на макија. Во челните редови на работничката класа за нејзина слобода и социјални права, во таа сурова и нерамна борба, Хаджипанзов несебично се посветува себе си. Помладите од себе ги учи како треба да се организира и води борбата. Ја објаснува работата на синдикатите. Со еден збор, како што раскажуваат неговите современици, тој бил душата и мислата на напредната револуционерна идеја. Заедно со Лазо Богдан, Тодор Шоптрејанов и Илија Панов го издаваат весникот Искра, кој излегувал во текот од 1921 до 1923 година. Револуционерната дејност на Хаджипанзов и е позната на властите и полицијата. За време на генералниот штрајк на железничарите во април 1920 година, враќајќи се од Скопје, пренесувал партиски материјал и извесен број примероци од весникот Социјалистичка зора. На железничката станица во Велес, овие материјали тој ги предал на еден свој близок другар. Тоа го забележува полицијата и тргнува во потрага по него. Ганчо минува во полулегалство и извесно време се крие, но опасноста за неговото откривање се зголемува. При крајот на 1923 година, непосредно по смртта на неговиот татко Иван, емигрира од татковината. Од Велес доаѓа во бугарското пристаниште Бургас, каде што работи како докер на пристаништето.
ovde oстанува околу една година, се поврзува со комунистите и со нивна помош, некаде во есента 1924 година, со брод доаѓа во грчкото пристаниште Пиреја. Стапува на работа како ложач во еден француски брод и така пристигнува во Марсеј. Веднаш потоа се префрлува во Париз, каде што останува се до 1936 година, кога заминува за Шпанија. И тука, во Париз, Ганчо Хаджипанзов активно и творечки, со сето свое битие ќе се вклучи во работата на синдикатите и на Комунистичката партија на Франција. Учествува на сите собири, митинзи, акции и демонстрации за човечки права и слободи. Доаѓајќи во Франција ќе биде избран за секретар на Балканската комунистичка група во периодот од 1925 до 1928 година. Заедно со другарите емигранти го редактира весникот Рад, дописник е на Балканска федерација и Македонско дело, кои излегуваат во Виена, и е доверено лице на Димитар Влахов, одговорен за македонската емиграција во Париз. Ке се јави како организатор на чести литературни читања во париските работнички квартови, како и на Сорбона, каде што ќе се читаат револуционерни творби на поети и писатели од балканските земји. Израснувајќи во една прекрасна личност на човек, поет и борец, Ганчо другарува со цела плејада револуционери и творци, меѓу кои Анари Барбис, Ромен Ролан, Димитар Влахов, Милан Богдановиќ, Илја Еренбург, Алексо Демниевски Бауман, Роже Мартен Дигар и други. Така, не случајно, израснувајќи во вистински интернационалист, покажувајќи го на дело непоколебливиот, јасен и секогаш из став и однос на Комунистичката партија на Југославија кон класната солидарност на меѓународното работничко движење. И кога во Шпанија до полн израз ќе дојде насилието и теророт на диктатурата, својот глас и своите животи во борбата за одбрана на човечките права и слободи ќе го дадат народи од сите страни на Европа и светот. Тоа е патот, како што ќе забележиме и во статијата «Помош на шпанскиот народ», објавена во органот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Тоа е наша борба. Тоа е борба на народот за правото да биде господар на својата судбина. Тоа е борба за одбрана на слободата, лебот и мирот. Тоа е борба против фашизмот и војната. Бргу да ја помогнеме со она одушевување со кое шпанските борци ги даваат своите животи за делото на демократијата и слободата. Ова беше повикот и договорот за сестрана помош што ќе уследи по писмото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Шпанија, во кое топло и искрено се изразени симпатиите и солидарноста со борбата на шпанскиот народ. Во таа неуништива птица, што секогаш и одново се раѓа од пеплиштата, урнатините, стравотиите и ужасите, секогаш и одново полетува кон сонцето и светлината, во неа се вгради и нашиот поет Ганчо Хаджипанзов. Со контрареволуцијата во Шпанија во 1936 година, тој го напушта Париз и со првите доброволци ќе се најде на барикадите, на бојното поле против фашизмот, и таму со пушка во рака ќе го остави својот живот пред вратата на Мадрид, а за правдата и слободата. Херојот од универзитетскиот град и со својата смрт ќе действува мобилизаторски на сите напредни сили. Неговото име и неговата фотографија ќе се разнесат на сите страни од светот, кога француската и нашата комунистичка партија го известуваат слободолюбивиот свет за трагичната, но храбра смрт на поетот Ганчо Хаджипанзов. Неговиот некролог ќе биде отпечатен во стотици илјади примероци и како гулаб, бел, млад и убав гулаб ќе полета во целиот свет и одново ќе биде шкрт на зборови.
едноставно и достоинствено, како што тоа му прилега на херој, ќе му соопшти на светот. Ганчо Панзов, 33 годишен, роден во Македонија, падна со оружје в рака како херој антифашист во тешките борби што се водеа на фронтот при Универзитетскиот град меѓу 28 ноември и 5 декември 1936. Падна за слобода и мир. Во писмото упатено до мајката на Ганчо, неговите другари кои гниеа по затворите на Сремска Митровица напишаа писмо и во него, меѓу другото, стои: И ние, антифашистите од Македонија, фрлени на долгогодишна робија од разни фашистички и ненародни режими, ние, кои се наоѓаме во злогласната српска зандана во Сремска Митровица, се гордееме со своите браќа и сестри кои се борат и кои се паднати во тие битки. Ние сме горди затоа што нашиот другар антифашист Ганчо е син на македонскиот народ. Ние одаваме достојна почит пред сенката на паднатиот наш другар Ганчо, како и на сите јунаци што паднаа во Шпанија. Ние сме тврдо решени и сме се заколнале во тоа дека тие ќе ни бидат пример. Нивниот пат е и ќе биде наш пат, затоа што ние веруваме, како и тие што верувале дека е поарно, стоејќи да се умре, отколку да живееме клечејќи. Писмото е подпишано од стотици полизатвореници во Сремска Митровица, казнени завод од 26 декември 1936 година. Меѓу подписниците се Страхил Гигов, Васил Антевски, Јован Веселинов, Иван Милутиновиќ и многу други наши првоборци и народни херои. Во своето писмо, што поетовата мајка го испраќа до Трајко Мишковски, ќе истакне дека многу е жал за загубата на синот, но уште повеќе таа е горда и задоволна што има таков син, кој својот живот го жртвуваше за слободата и чиј пат ќе го продолжат неговите другари од целиот свет. Неговата трагична смрт ќе биде повод Кочорацин да му ја посвети својата испанска балада, а народот да му испее песна која се пеела и играла на разни митинзи и прослави. Поетското творештво на Ганчо Хаџипанзов остана речиси непознато. Неговата смрт требаше да биде парадоксот и абсурдот, за да се слушне нешто повеќе и за стиховите на Ганчо, кои денес уверливо и величенствено сведочат за делото на еден македонски син, заљубеник во вистината и слободата, фантазер и сонувач. Поинтензивно сопишување ќе се зафати во Париз, испишувајќи ги своите стихови на француски јазик, чија љубов кон него ја беше наследил од својата мајка Павлина, која беше учителка по француски јазик. Од неговото поетско дело познати ни се прекрасната поема «Ке се вратам», првпат објавена кај нас во 1961 година, и неколку пократки песни. Поема за родниот град, Детството на еден град, Бал на вентилаторите, Алказар и Сирени. Ганчо Хаџипанзов е епско-лирски поет. Неговите стихови и песни се широко платно од богати и слоевити форми и содржини на екзистенцијата. Човекот, малиот и обичен човек е негов херој, како што беше и самиот тој, секогаш избирајќи да ги работи најтешките физички работи, за што повеќе да се победува, совладува и осознава себе си. Тој пее за неговото секојдневие, за неговите маки и радости, за трудот и работата, бедниот живот и парчето црн леп, што се заработува со крв и пот. Песната за тој човек е лоцирана во универзални рамки. Тој е по фабриките и монополите на целиот свет, угнетуван и измачуван, онеправдуван и срамно понижуван, негиран и експлоатиран, но цврсто решен да се бори и со сопствена снага и жртва
да се избори за основните човечки права, за слободата како единствен услов на човековото достоинство, живот и работа. Јас не сум сакал и не сум сонувал за булевари со долги дрвореди. Не сум сонувал ни за палати со шарена рустика, ниту салони со огромни платна на кубистика. Сум сонувал како сите добри луѓе во светот, самоможни соништа, за полињата во црвената раскош на лалињата во полињата. Далеку од родното огниште, неговиот стих слоевито настојува да допре до суштината и битноста на живеењето, со тенденција во неа да го открие нејзиното општо човечко, универзално значење. Та е силен глас на бунт против робските експлоататорски синџири со кои работниците, селаните и аргатите се оковани за црната беда. Еден од нив е и поетот, кој е напуштил татковината и патува по светот, носејќи ја како црвен цвет и срце на своите гради. Татковино, моја татковино нерадосна, татковино моја распната, обезличена, татковино нерадосна судба, нерадосна судбо на синови, татковино на мрачни утре и на крвави залези и на долги безпомошни вечери и нокино очекување. Остри врвови на властелинските ножеви. Поетот го води најголемата сила, љубовта кон татковината и кон човекот. Со неа како со волшебно стапче тој грдото го претвора во убаво, злото во добрина и љубов, омразата во пријателство. Човекот да биде човек, а животот она што ние од него ќе направиме. Од тука во поемата «Ќе се вратам» доминира сонот за светлата и убава утрешнина. Ќе се вратам и ќе раскажувам. Приказна за земјата на приказните. За земјата во која расне и лимунот, и кипарисот, и маслинката, и болката, и искрата на радоста. За иднината ќе се вратам. Та така и поемата на Хаџи Панзов, колку пее за стравотиите и ужасите што го обседнуваат светот, таа всушност ја опеува визијата за човечниот свет на човекот. Неговиот стремеж секогаш и одново да се издигне над себе си, да се совладе и победи себе си, а под неговите дланки да се множи светот и животот на убавото, возвишеното и човечното. Токму така, поемата на Хаџи Панзов со својата идеја и до нашиот ден остана така убаво и величенствено поетско дело. Дело кое колку му припаѓа на минатото, со кое се гордееме ние припадници на сегашноста, дело кое со истите стојности ќе и припаѓа и на иднината. Зашто тоа дело израсна од рацете, како што пее поетот, и тогаш, кога моите очи ќе раскажуваат, и моите раце ќе раскажуваат за трнливите патишта, за поетот и револуционерот, чие срце израсна од чувствата и мислите и се искачи до највисоките сфери на сознанието. Така до нас и до нашите потомци дојде и ќе доаѓа, стројно, едноставно и простум, животот и делото на Ганчо Хаџи Панзов.